Нема сомнеш дека македонците се македонци и македонскиот јазик е македонски и жално е што треба ова да се напоменува, но таква е ситуацијата. Известувачот за Македонија во Европскиот парламент Томас Вајц во интервју за бугарската национална телевизија БТВ ги повика бугарите да престанат да блокираат европската интеграција на земјава. Зборувајќи за извештајот кој ќе го презентира, уште еднаш потврди дека во неколку наврати се признава посебноста на многовековниот македонски идентитет и јазик. Нема сомнение дека македонците се македонци, дека македонскиот јазик е македонски јазик. Дури жалам што треба да го кажам тоа. Македонскиот идентитет е доведен во прашање не само од бугарските соседи, туку и претходно од грчките соседи. Затоа нацрт извештајот ја вклучува реалноста за независен македонски идентитет и јазик. Тие се јасно споменати. Известувачот очекува мнозинството да го поддржи, како што вели конструктивниот извештај, бидејќи најголем дел од групите во Европскиот парламент ги поддржуваат евроинтеграциите на Македонија. Заедно со моите колеги од либералите, социјалдемократите и Европската народна партија се обидуваме да подготвиме реален извештај за ситуацијата во која се наоѓаме. Се потрудив напорно да ги вклучам бугарските членови на Европскиот парламент и нивните легитимни барања, како и бугарската заедница да се спомене во извештајот. Извештајот во Европскиот парламент, каде се признава посебноста на македонскиот идентитет и јазик, силната поддршка од голем број земји членки на Европската унија, пораките од европските челници дека ќе помогнат да се најде решение за блокадата од Бугарија. Според упатените, овие случувања се знак дека Македонија може да излобира за фер и достоинствено пристапување кон ЕУ. Во една засилена дипломатска офанзива на Македонија и непопуштање пред барањата од нашиот источен сосед. Бугарија пак како да се најде во небрано. Декларацијата, која беше едногласно донесена во бугарскиот парламент, во која се повикува Македонија да ги направи уставните измени, дотолку повеќе покажува дека единствениот адут на бугарите се уцените, бидејќи така беа навикнати од претходната власт, која во 2022 година го прифати францускиот предлог.